Господин Янушев, веројатно е тешка помислата дека уште 4 години треба да бидете опозиција. Нема топ-шоп влада, има дормео опозиција. Затоа што преспавте кога се носеа сите крупни одлуки за оваа држава. Додека се решава прашањата по македонците, албанците и помалку бројните заедници. Немавте став. Додека се решава отворените проблеми, што го истераа целиот наш народ да замине надвор од државата заглавен, со проблеми со Грција, со Бугарија, со сите соседи скарани. Далеко од европските и евроатлантските перспективи, преспавте, немавте став. Немавте ни тронка храброст, која требаше, без разлика на политичка кариера или перспективи, да се носат одлуки за државата. Никако опозиција, ни додека бевте власт. Огромна е фрустрацијата и комплексот. Јас знам дека тоа боли. Боли заради тоа што не е ни 13-7 во тројката, ни 12-8. 10-9-1. Затоа што знаат и Велешани, знаат и Штипјани и целиот исток. Што е вистината? Нема повеќе ЈСП и парите. Нема повеќе Орце Камчев да ви дава пари. Нема да и кршите законите вака, кои што заедно се договарале меѓу власт и опозицијата, да ги бајпасирате парите. Доаѓа време во кое што со пријатели околу нас, членка на НАТО, низ поглавјата и преговорите, отвараме сериозни економски перспективи целиот наш народ. И јас знам дека тоа ве боли. 1 милиарда бил зголемен долгот, па само 600 милиони се легнати пари од кинеската развојна банка за реализација на автопатите. Еве ги 600 милиони. 100 милиони евра за гасификацијата. 550 милиони евра поделивме по граѓаните, помош и поддршка за работни места, за компаниите. Тоа беше мисловна именка. Тоа што покажувате вака во джебот беше 11 години режим. Со спомениците кои што вредат 100 милиони евра еден споменик или еден музеј, а навсекаде во светот по 10 или 20 милиони евра. Тоа време заврши. Слободата, транспарентноста е отворена во државата. Земјата е членка на НАТО. Членка на НАТО. Кој е вашиот придонес натре? Земјата е верификувана во целиот свет. Партнер со Америка и со Германија. Има одлука за почеток на преговорите. 15 години чекавме за ова. Невработеност од 24,5 на 16,2 е намалена. 5.500 денари просечните плати се покачени во државата. Боли. Имате право за фрустрации и ваши лични комплекси. Топло ви сугерирам, променете го вашиот однос, бидете критична, но и конструктивна опозиција. Немојте да се заканувате, затоа што видовме со заканите докаде дојдовме. Изгубивте на изборите. Решен е проблемот со името, решен е проблемот со Бугарија. НАТО членка, внатре сме решени и победивме. Запамтете, победивме.